Утрински стихови од Библијата. 30 декември. Во сабота сите ќе му се поклонуваат на Бога. Од нова месечина до нова месечина и од сабота до сабота секое тело ќе доаѓа за да се поклони пред моето лице, говори Господ. Исаија 66:23. Драг сопатнику, ние сме се уште среде сенките и метежот на земските случувања. Но наскоро ќе се појави нашиот Спасител и ќе ни донесе избавување и одмор. Да гледаме со вера на блажената иднина, онака како што ја опишала Божјата рака. Оној што умрел за гревовите на светот, ширум ги отвара портите на рајот за сите што веруваат во него. Наскоро битката ќе биде добиена, победата извојувана. Наскоро ќе го видиме оној во кого се сосредоточени сите наши надежи за вечен живот. И во неговото присуство, испитувањата и страдањата од овој живот ќе ни се чинат беззначајни. Поранешните нешта нема да се спомнуваат, ниту на ум ќе доаѓаат. Спасениот народ нема да знае за друг закон, освен за законот на небото. Сите ќе бидат едно среќно и сложно семејство, облечени во облеки на величање на Бога и благодарност. На таа сцена ќе запеат утринските ѕвезди, а Божите синови ќе воскликнуваат од радост, додека Бог и Христос заедно ќе објават: нема повеќе да има грев, ниту смрт ќе има веќе. Во почетокот, по своето дело на создавањето, Отецот и Синот се одмориле во саботата. До времето кога ќе биде обновено се, за кое Бог зборуваше од дамнина преку устата на своите свети пророци. Саботата на создавањето, денот кога Исус почиваше во гробот на Јосеф, се уште ќе биде ден за одмор и радост. Небото и земјата ќе се соединат во славењето од сабота до сабота, а мноштвото спасени во радосно обожавање ќе му се поклонуваат на Бога и на јагмето.